И се враќаме назад во студиото со последниот разговор и обично секогаш по 9 часот по магазински теми во утринската програма. Ке имаме гостин кој што неколку дена е во Македонија, неодамна веќе 15 на години како живее и работи надвор од земјава, но секогаш се враќа дома да ги сподели своите успеси. Започна на европски кастинзи, стигна до финале во Монте Карло, сега како супермодел на универзумот работи со елитни агенции во Париз, Женева и Лозана, но она што е важно, никогаш не ја заборава татковината, не само на зборови, туку и на дела, кога станува збор за представување, последно едно представување големо во Кина, еден голем моден настан, каде што се појави со македонска народна носија, но повеќе во следниве минути. Добро утро за Димитар Димовски, наш гост. Добро утро, ви благодарам за поканата. Да оставиме нешто и за прашање, да не кажам се во најавата. Добро ни дојде, се радуваме што ќе имаме можност да поразговараме утрово со тебе, така што еве на самиот почеток да го почнеме така разговорот во однос на почетокот на твојата кариера во овој свет. Каде, кога и како? Па се започна случајно, буквално имаше кастинг во Женева, се пријавив на кастингот. Ме одбра во најдобрите 4000 кандидати што беа од целата Европа и заминав после во полуфинале во Брисел. И таму го добив првото место од публиката, така што ми покачи самодовербата уште повеќе да продолжам во овој свет. И бев единствен балканец кој успеа да се пласира, мислам од машките, пошто имаше и девојка македонка која се такмичеше и која победи на финалето во Монте Карло, исто така Лара Станчева, која е од Македонија, и бев многу горд на тоа. Имаше многу убаво дружење, многу убава забава и потоа кога стигнав до финалето во Монте Карло, тоа ми беше како одскочна даска, па потоа менаџери ме контактираа од буквално целиот свет да одам понатака на светско ниво. И така заминав. Но да одиме поред сега. Така заминав до Кина. Топ Model International всушност е кастингот за кој што зборуваме. Да се вратиме сега повторно на почеток. Како започнува тука приказната, како дознаваш за тоа? Размислуваше ли колку време да се пријавиш и познаваш ли македонци кои што имале претходно пред вас искуство со овој кастинг? Лично не познавам македонци кои присуствувале, познавам што се пријавиле, меѓутоа што не успеале да се пласираат, тоа да. Значи пробувале, познате и кај нас тоа. Да, меѓутоа никој не стигнал ни до полуфинале воопшто и затоа бев премногу горд. Што требаше да се што се случува? Како изгледа еден типичен кастинг да објасниме, бидејќи не спомнуваш публика, не спомнуваш гласови, да го расчистиме тоа не е кастинг каде што 2-3 луѓе како жири седат и оценуваат, туку вклучени се многу луѓе, па затоа ни кажа дека и ти значи тоа всушност што си бил таму, одбран гласа и публика, што се случува? Па кога на кастингот кога доаѓаш нема публика, нема никакво гласање, тоа се само жири кои те оценуваат. Критериумите нивни се да имаш харизма, да зрачиш со позитивна енергија, не е само физичкиот изглед битен, не е да бидеш слаб или не знам што, туку бараат критериуми да имаш харизма, да зрачиш со некоја позитивна енергија од себе. Така да мене веднаш ме одбраа кога стигнав во финалето, во полуфиналето, тогаш беа гласовите од публиката и гласовите од жирито. Јас го земав првото место од публиката и првото место од жирито ме ангажира веднаш да идам директен пласман, ми овозможи за да идам во финалето во Монте Карло. Така. Кога станува збор за професии како твојата, се гледаат само крајните успеси, а целиот тој процес на подготовка и начинот на живот кој што бара да биде целосно посветен на тоа што го работиш, ретко кој го гледа. Така што како изгледа твоето секојдневие и колку си всушност посветен на ова? Посветен сум многу. На почеток почнав како хоби, значи буквално не ни очекував дека ќе бидам некогаш во овие води, затоа што работам во психијатрија како медицинско лице. Ама од мал си имал желба, тоа го споделуваш на од социјалните мал медии, ми беше сликал. Точно, хоби ми беше уште од мал, да. Ама никогаш не се осудив затоа што си имав своји комплекси, немав доволно самодоверба во мене, порано бев многу подебел него како што сум сега. Ама и порано мислевме дека се е исто, меѓутоа сега па за модел не мора ни да имаш висина колку што имаат манекени од 1,90 м, па дури и за модел некако е потешко денес, така велат. Точно, да, сега критериумите не се ни години, ни значи физичка, ни
значи гледаат имат и подебели и постари лица како топ модели, значи нема врска тоа. Изменете Најверојатно стандардот. природното, се харизмата. Точно, енергијата. меѓутоа јас лично немав самодоверба, така да не се појавував никогаш на тие кастинзи, затоа што викам мене нема никогаш да ме одберат, а уствари кога почнав малце да идам на теретана, на фитнес и кога почнав да си се сакам во својата кожа, таков како што сум, тогаш се осудив да се пријавам на тој кастинг. И кога ме избра, значи кога веднаш ме избра за полуфинале, мојата самодоверба се крена, значи можам јас тоа да го направам и така продолжив. И сега моето секојдневие, како што ме прашавте, буквално работам со разни агенции, па ти се јавуваат па правам снимки за брендови, реклами за брендови, така да малце сум растрчан, патувам често за Париз, за Значи, освен Милано, стандардната за- работа во така. медицината, ова веќе го имаме не само како хоби, туку очигледно и како професија. точно, да. Завршува тоа што завршува во Брисел, доаѓа Монте Карло. Така. Поврзано, така? Да, истиот Добро. конкурс, само што во ова више финале во Монте Карло. Значи полуфиналето во Брисел, Да. доаѓа следно. Да. Ти кажуваш супер, сакам само полуфинале, доволно ми е. Ама Точно. доаѓа и финалето. Точно. Чувството тогаш? Чувството, малце кога иде во финале ми ги, како да кажам на наши, ми ги скина крилјата, затоа Зашто? што јас сум, обично сум многу креативен, например, направи во Брисел, зрачев со многу енергија, Добро. затоа што не знаев како се одржуваат тие конкурси, правев некои креативни работи на сцена, не знам, и мене ми рекоа директорите кога доаѓа во финале, Димитар, немој да правиш такви работи, почитувај ги правилата, кодексот на облекување, затоа што некој од жирито нема да ги прифати твоите лудости, така да кажам во наводници. И јас бев буквално како здрвен во Монте Карло, затоа што немој вака да правиш, немој така да правиш, знаеш ми, Некои правила, не бев некои својот, не бев јас. Сепак успеав и таму да добиам првото место од публиката, меѓутоа не се пласирав од жирито и така да не бев во најдобрите 10. Меѓутоа Лара Станчева, македонката, што се дружевме многу, девојчето успеа и победи, го зема првото место. Супер, да ја честитаме. Не честитаме секако. Ја спомена креативноста и всушност тоа што се случува во твојата глава да можеш да го изнесеш преку креативноста и оваа професија, така што колку тоа те донесе и до златната круна, односно во Кина ја освои титулата супермодел универсум. Точно таа креативност ме донесе до титулата, затоа што во Кина немаше никакви правила. Ми рекоа, прави што сакаш на сцена и биди свој, едноставно. Тогаш... Може да исплива на површина. Кога ја представував во Кина, добив многу одскочна даска, затоа што костумот традиционален македонски со кој ја представував, сам го шиев. Прво ми предлежуваа тука во Македонија разни дизајнери да ми го сошијат костумот. Не ми се допаѓаш, имаме разни носи, галичка носија, ваква носија, онаква носија. Јас не знаев стварно што да изберам за да ја представам Македонија. И буквално сам си го сошив костумот, на рака 3 месеци го шие. Ама добро, кога на нешто му пристапуваш со љубов. Точно. Полека. И тогаш ми се одскочна даска ми беше, па ми се јавија луѓе во Париз што ставаат реви, што прават да коригирам, не да бидам дизајнер, меѓутоа да коригирам некои фустани за на реви што доаѓаат девојки на модни реви, така да тоа ми беше стварно убава одскочна даска. Многу луѓе запознав со Кина и многу убави работи после тоа ми се случи. Супермодел универзум беше поврзано со претходните кастинзи, значи тоа си е... Нема врска. Кога бев во Монте Карло ме приметија луѓе, агенти што ми како ми беа како национален директор, што они ми предложија дали сакаш да идеш на Да се светско пријавиш. ниво и да идеш за Кина, сигурни сме дека имаш нешто во себе, дека можеш да освоиш титулата. После Кина, верувам се сменија доста работи, кажа дека и посериозно веќе пристапуваш на моделингот како професија. Како успеваш да ја комбинираш меѓународната кариера со представувањето на Македонија? И колку тоа ти е пречка? Со оглед на сите работи кои што ни се случуваат тука, како некои гледаат на нашата држава. Дали таму ги има тие работи и колку си осамен во таа борба, бидејќи Таму лично си голем патриот. Ние погледнавме фотографии, не испушташ прилика, во Кина не мораше да се појавиш со македонска народна носија, многу од твоите колеги таму се избра да се представат само лично тие, Точно, не својата земја. Меѓутоа ти го направи тоа обратното. Не идуваш ли на препреки? Точно. Види, Ване, ние кога живееме во странство повеќе од 10 години, самата носталгичност не тера да бидеме патриоти, така да јас сакав да ја представам Македонија стварно во убаво светло, па таму не ни знаеја која е Македонија уствари.
И кога се представував, кога кажував на сцената Димитар Димовски Македонија, они ме прашува каде е таа држава, каде се наоѓа во светот, значи буквално не знаеа. Имав проблеми со грчкиот представник кој не сакаше да го изговорам името Македонија воопшто. Потоа имав проблеми исто така од македонски државјани кои ми пишуваа пораки во приватно зашто сум го фрлил знамето на земја, тоа не беше знаме, тоа беше само јас си го испринтав знамето македонско на капутче, како наметка беше точно. А добив многу пораки како се осмелуваш така да ја презентираш Македонија во грдо светло, знамето не се фрла на земја, сега не можев да докажувам дека тоа не е знаме, пошто јас и играв на сцената. Кога пред да искочам на сцена, јас се јавив на мајка ми лично и викам, мамо, мене ми е страв како што ќе презентирам луѓето тука со саби, со мечови, буквално цели тврдини носеа на нив ги презентира своите земји. Реков, јас што ќе покажам, опинок и чорапи волнени носев на мене. Ми рече, па синко, па ти убаво играш, уште од мал беше како играорец, зашто не заиграш на сцената? И викам, па добро, ајде ки си. И така испадна сето тоа, си искочив на сцената со носијата, играв, па дури викнав опа иха таму пред жирито и многу го ценеа, многу убаво и се горд бев на себе што успев да ја покажам малце македонската традиција и носија исто така. Така. За поддршката која што доаѓа од дома, односно од Македонија, често знаеме веднаш да најдеме забелешка, како што спомена дека те критикувале дека си го фрлил знамето, меѓутоа колку пак од друга страна имаше позитивни коментари и коментари за поддршка. Да, имаше многу позитивни, цела фамилија, сите другари и луѓе што ги знам и што не ги знам, нормално добив премногу пораки за браво и за секоја чест во најубаво светло ја представи Македонија, сите беа воодушевени, имаше многу. Сега како и негативни, така и позитивни, тоа е нормално. Мора баланс. Мора баланс, така е. Но важно, си заминуваш од државата пред некои 15 години, се посветуваш на кариера, очигледно заминувањето ти ги отвора и патиштата на тоа што некогаш ти било хоби, па ни еден негативен коментар не може да ме врати назад. Така е. Така да, едноставно веќе и на годините кои што ги имаме, верувам ќе се согласиш со мене, знаеме да филтрираме и па и да сочувствуваме на луѓето кои што негативно пишуваат. Некогаш треба и да им пружиме рак, да сочувствуваме со нив. Ние само останува да ти посакам успех, секако и за крај да го поставам прашањето што е најважна лекција или совет што би им ги дал на младите кои сакаат да се пробијат на светската модна сцена. Кажавме дека порано си имали ти своји лични двоумења, дали да се пријавиш, си немал толку самодоверба, но денес разговараме со еден друг Димитар кој што сигурно може да пренесе една убава мотивирачка порака на младите. Би препорачал да имаат повеќе самодоверба, да ги остават комплексите на страна, да веруваат во себе и да не се откажуваат никогаш. Еде тоа. Благодариме многу, утре се заминуваш, така? Ви благодарам, да, утре се заминувам. Од понеделник на работа? Точно, да. Убав престој во Швајцарија и кога повторно ќе дојдеш дома, секако те очекуваме во студиото, ако има во нови моменти да ги споделиме. Секако ви благодарам на поканата. Благодариме. А ние продолжуваме понатаму со последните две содржини кои што ни остана пред да го заокружиме денешното тричасовно дружење во Македонија наутро, секако прво дознаваме што има на репертоарот и агендата на театрите, меѓутоа и културните настани низ државава. Следува Доза култура подготвена од Тања Сарандевска.